На место училишнот звонче пендраци ескалираше ситуацијата во Чашка. Турканици и судир помеѓу родителите и полицијата, а власта и натаму не се откажува од воведување на албанска паралелка во основното училиште Тодор Јанев. Родителите кои протестираа пред училиштето изутрината се судрија со полицијата. Тие обвинуваат дека засиленото полициско обезбедување било тенденциозно не за да го обезбеди протестот, туку за да се пресмета со нив. Со тоа што за еден родител обезбедување имало по 20 полициски службеници. Родителите се сомневаат дека полициските камери кои го снимале протестот за време кога бил нападнат еден од родителите биле исклучени. Тенденцично, дури целта според мене која што беше на ВД директорката, а тоа е да се сврти народот против полицијата и обратно, и се оствари. Тоа прво се случи вчера, кога еден од одговорните лица од полициска станица Велес прв крена рака на народот и таа во тој момент си се насмеа, си сврта и си замина. Исто имаше случка и друга жена, уште една жена денеска турна. Најлошото е тоа што денеска имаше од крим техника од Велес човек задолжен за снимање. Кога се случи ови два инцидента, камерата нивна беше исклучена. Родителите не се откажуваат од барањето. Оставка од директорката Елена Николова и албанската паралелка да биде во друго училиште. Заради некои такви навидум речено ситници, револтот кај населението се зголемува. Продолжуваме, значи ние 2,5 месеци не стоевме за сега да се повлечеме. Алфа испрати прашања во МОН за инцидентите кои се случувале изминатите 2 дена. Дали министерот ќе превземе нешто и дали размислува да ја разреши директорката? Одговор до сега не добивме. Инаку од Министерството за образование се децидни дека албанската паралелка мора да продолжи до крајот на годината, а потоа ќе се разгледуваат опциите за трајно решение. Учениците ја бойкотираа наставата цело прво полугодие. Родителите и во второто полугодие протестираат секојдневно против работењето на директорката и за, како што велат, незаконското воведување на нова паралелка на албански јазик. Министерот минатата година јавно ги повика родителите да му достават предлог решение. Тој не прифати ниту едно. Една од понудените опции кои му беа доставени во кабинетот беше албанската паралелка да се воведе во соседните села Сливник или Банјица, каде што мнозинството жители се од албанска националност. Инаку, училиштето Тодор Јанев според статутот е само за настава на македонски јазик и во населено место со македонци, во кое според лична карта на родителите нема регистрирано ниту еден ученик со албански мајчин јазик.